Хубаво е кога луѓето ќе се надополнати приватно, но и професионално, а пред се спортски, Јована. Како јас и ти сега сме водителски пар, меѓутоа спортски во се надополнуваме, така? Да, се збуни, викам, чеке малце. Сега. Но, зборуваме за брачните другари Михајловски, кои што првпат ни гостуваат вака заедно, кога ни рекоа дека ќе ни дојдат и двајцата заедно, малку се збунивме која тема да избереме, затоа што имаме многу за нив. Па она што е најактуелно, може? Може така, рубрика Здрав живот секој понеделник, а баш ние чест што денеска ги имаме како пакет брачните другари Атанас Михајловски и Елена Бувало Михајловска, кои што навистина представуваат синоним и репер како треба да се живее и да се функционира во ова стресно секојдневие и како може навистина со одлично менаџирање на денот човекот да си ги прави најубавите нешта кои што да постигне се. Да постигне се, но да прави убави нешта кои што ќе го исполнат и со здравје, но и со убава енергија во себе, бидејќи се од храната и од спорт. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Убава беше најавата. Некако сте ми бренд за здрав живот. Не знам така како ми е здрав живот и ме асоцира на вас. Не знам. Веројатно работата со годините. Времето и тоа си го да, самото си го направило и навистина секоја чест за вас. Да, велам да избереме најактуелната тема и реков да, ќе биде пресековме за следната. Зошто постојано подсетуваме и некако летно време ни е полесно да излеземе и да спортуваме и да ја направиме таа циркулација на телото што ни треба и да извежбаме, нели, и така натаму. Ама како сега тоа да го направиме во есен, кога малку застудува, малку застуди неколку дена и одма луѓето почнаа да јадат повеќе. Добра анализа. Да. И сега може да му дадеме предности на Атанасот и нени бил до сега со оглед твоето искуство. Како таа циркулација во телото да ја направиме, да се одржуваме во здрава, општа кондиција, состојба? Вака, прво фала ви на поканата, вака премиерно, попред сопругата да викнете. Домашна, Да, таа е тука неколку пати. Вака, ова е докажано дека технички е реакција на хормони. Значи, нашите тела реагираат поинаку кога е топло, кога е летен период и реагираат поинаку кога е зимен период. Ние ненамерно повеќе јадеме или помалку се движиме во зима, туку е само реакција на нашите хормони во текот на годината, во тој циклус што го поминуваме секоја година круг за круг и тоа е нормално. Решението е само стварање на навика и задржување до таа навика. Не ни се вежба секој ден, не ни се јаде здраво секој пат, но едноставно ако одлучиме дека ние сме тие што вежбаме редовно 3 пати неделно, као станувам со бајли и вежбам, бидејќи тоа сум јас. Јас вежбам 3 пати неделно. Ако е ладно, ако врне, прашање на навика е. Се створува навика. Да, потешко е зимен период, полесно е летен период, докажано е и биолошки е исто така докажано, но едноставно навиката е таа која што може единствено само да ни извади од тоа. Така. Мотивацијата е краткотрајна најчесто. Мотивација имаме сите како утре почнуваме супер, во другата недела почнувам сигурно, но мора да се посветиме и да истраеме, само тоа. Бидејќи ретко се појавувате заедно во јавност, ајде така да го посветиме разговорот, бидејќи спомена на дополнување. Имате 2 дечиња, чинам. Така, нема трето се уште, не знам дали ви е во план, но нека се здрави и живи 2 дечиња. Редовно ве следиме на Инстаграм и затоа кажа во најавата. Не промовираме само вежби, промовираме и здрав ден, здраво поминување на денот. Колку е важно, вие сте брачни другари, сигурно светот на спортот ве зближи, ајде да не навлага во приватно, не сме Jet Set емисија, но поентата ми е колку е важно брачните другари, без разлика, сега имате и дечиња, треба да се посветите на семејните обврски, колку е важно на дополнувањето и градењето на овој стил на живот кој што вие сега го негувате и кои се бенефитите од взаимната поддршка која што си ја давате, за да заеднички спортувате, заеднички ги приготвувате здравите оброци. Има луѓе кои што многу се шегуваат за тоа што го промовирате вие како луѓе, нели, на социјалните мрежи здрав живот и здрави оброци, но кога ќе се дојде сметката по своето, тогаш вие ќе се шегувате за здравјето, нели? Затоа сакав и ова малку да го... Да, тоа е многу важно. Сега, нели, нас
нас не е лесно, затоа што нас тоа не е професија и не е работа. И никогаш не треба да се земеме како пример за тоа колку некогаш луѓето леле како се постигнуваат. Јас сум со тоа како сум горда, но од друга страна не сакам тоа да им биде фрустрација на луѓето затоа што сепак ние тоа го работиме. Јас работам за да вежбам, но па сме добар пример и на одредени начини го мотивираме тоа. Но кога станува збор за фамилија и за деца, па и за возрастните, јас никогаш не ги изоставувам затоа што ние си требаме сите еден со друг да сме здрави, да имаме поквалитетен живот и што покасно да стигнеме до некоја си хронична терапија во животот е примерот. Се тоа ни с пример. Многу е просто. Не може да седнеме да пиеме кафе, а да им ги дадеме велосипедите на децата и да рече возете велосипеди. Па не сака. Така, нормално е дека не сакат. Зошто да сака само да вози детето велосипед? За јас, да не бидам погрешно сватена, јас сакам некад кафе на рад да испијам. И се тоа нормално, меѓутоа примерот е многу важна работа. Посилен како да, не е проблемот. Идеме сите денеска на пица, се частиме оваа недела, одиме да јадеме. Меѓутоа се знае редот дома, се знае. Многу исто често не поврзуваат со тоа, Лелена, нема да донесам чоколади за децата. Зошто? Не се моите деца дека не јадат нашите деца чоколади или дека не. Пак зборуваме за навика, да се знае редот и навиките во денот. Забранување нема, не треба да забрануваме. Проблемот сега со физичката активност и со исхраната и со начинот на живот. И не може да ги споредуваме работите како порано и не може да ги слушаме повозрастните кои ќе некаат, леле, како вас ве раневме, како вие правевте сега дојде ред да кажувате како треба, сменете се работите. Позафатени сме, се работи дури по 2 работи. Тие мајки, татковци не можат се да постигнат во денот. За таа цена се носат децата на многу курсеви, каде што се заглавуваат цел ден во затворен простор, каде што децата не се изложуваат, па ни возрастните на дневна светлина. Еден од причините за луѓето што не имаат несоница, односно не спијат, знаете ли кој е? Мелатонинот, односно недоволно негово активирање, изнесување на сите и возраст. Како да го активираат дополнително? Само излегување на деневна светлина. Например, во делот се надоврзам на твоето дека ова динамично време некако не потопува и работа и се ќе дојде 17 часот веќе почнува да се стемнува. Застудува и ај дома ќе седам. Како сега тука да си направиме една физичка активност на отворено сите заедно, затоа што вие сте постојано и со децата и се пешачењето доволно е? Доволно е, дури треба да се води сметки. Децата кои се на училиште во градинки нив ги изнесува, друг се грижи за нив. Барем во тој период. Меѓутоа дајте да видиме и ние кога сме на работа, тој 1 сат на пауза, сите го користиме пак пред компјутер. Се зависи кои се работите, надвор да се излезе со ужинката, со оброкот, со кафето, надвор на воздух, кој тоа е, колку е светлината таа, меѓутоа не треба да се откажуваме од работите што можеме да ги промениме. Ние најлесно ни е воздухот е ваков, загаден е, сега ја не можеме некои работи да ги смениме. Ама има работи врз кои што можеме да влијаеме и зашто да не се обидеме да ги смениме. Има клучеви, има трикови технички што може да искористиме од тега, што многу едноставни технички, ама не ги правиме бидејќи така наметнува ритмот што го имаме ние преземено за секојдневието. Многу е важно штом ќе станеме одма да се сложиме на дневна светлина. Ама многу е важно. Тоа ретко го прави. Тоа тригерира механизми во нашиот систем кој што не буди од заспана состојба и не станува алертни да го тераме денот. Истото е момент ни покренува нов часовник кој што ни кажува после 16 сати од тој момент да почне да не се спие. Велиш излезете на балкон? Надвор. На балкон, надвор, на отворено небо, не позади прозор, не позади стакло на автомобил. Не пред телефоните дразби такви вештачки да не будат. Сабале се будиме, телефон гледаме прво од сабале, гледаме лаптоп од сабале прво, работиме од сабале, бидејќи тоа не е времето. Но не сме спремни за тоа. Не е системот наш спремен за тоа. Тоа не може да спиеме после вечерта покасно, ние не го будиме телото правилно. Требаат 15 минути сабале. И после ако на тоа ставиме тренинг сабале да дополниме уште 15 минути луѓе. Толку треба. Денот се поставува. Се помеша работите што се со вежбање. И сега луѓето сите надоживуваат, тоа јас не вежбам, кросфит тешко. Не вежбам, ваму се скока. Се помеша работите што значи рекреативна физичка активност. Тоа е 15 минути од дома истегнување, вежбање, 15-20 минути пиење кафе не во соба.
пешачи со термос испи го кафето, излази надвор, испи го кафето. Ете го стонот, ете го хормонот, ете го мелатонинот. Има начини, може некогаш не сме свесни, не треба никој да не потикне. Точно е прибирањето навечер, факт е дека сега е поладно, како беше дека ние сме навикнати дека се разболуваме од зашто заладило, ајде тој вируси се во прашање. Ајде малку да го срушиме. Нели како вика цело време дека лоша и добра облека се во прашање кога станува збор за временските промени. Мислам, еве ние бевме сме репер, пробуваме да ги носиме децата на планина и сериозно сме натоварени од шушкавци до јакна, до маички, до се затоа што не знаеме што. Децата на грб. Да, нормално е тоа, ама не се разболуваат они од сето тоа. Одат на планина со една маичка и се враќаат назад со истата. Тука го или правиме облечени у зимско дури. Да, планината не е крива за тоа. Ке се вратам јас на тоа што исто е многу важно, влијанието позитивно кое што го имате пред се на социјалните мрежи, бидејќи тоа не смееме да го заобиколуваме како тема, модерно наречени инфлуенсери. Тоа е навистина голема одговорност која што луѓето ја имаат кон луѓето што ги следат, кон нивните следбеници. Велам, вие сте позитивен пример, бидејќи за жал во нашава подрачје, во нашава држава има дел од луѓе кои што креираат јавно мислење, можеби некој голем дел од луѓето, меѓутоа ете кај помал дел, кои што се шегуваат на сметка што некој од Сабајле ја мери грамажата на овесот, на млекото и слично. Колку е тоа, ајде што тие не мислат на себе, но колку е тоа штетно што како порака го праќаат на останатите луѓе, бидејќи тука веќе зборуваме ние на вистина за здравје. Сиот свет зборува за здравје и за одложување на хроничните болести кои што ни доаѓаат на старост. Како успевате да се изборите? Најверојатно и како тандем успевате полесно да се изборите со тие предизвици како прашања кои што ги добивате и од луѓето. Да, јас мислам дека тоа е созревање во работата. Можам да признам дека пред добри 7-8 години ме фрустрирало. Па сум сакала и да се докажувам и да правам. Искрено, моментално се фокусираме на нашата работа и да сме најдобри во тоа ние што го правиме и да сме со доследна информација, она информација која што само знаеме правилно да ја пренесеме. Да, добиваме прашања, кога ги добиваме прашања, ако се јавно ги одговараме, ако се во приватно, односно во нашиот затворен круг, пак е сепак тоа приватно, одговараме така како што треба. Не гледам како јас сега да се смејувам на некој што јаде бургери цело време, на пример сега. Тоа не е тука, ние сме тука да се едуцираме воопшто, ако ти тоа не го правиш, не гледам која е причината да се смејуваме, еве ги сега овие од Сабајле со чијата и со колешката. Мене ми се случи во кафич да седам на темава, кога сме да зборуваат докторка една која што патем излегува дека мене ми е вежбачки, тоа се случува на третата маса. Леле, вика. Не знам што е. Оди, вика, во 6 сат вежба се прави нешто. Одма седна докторката се правила нешто. Пошто ја знаа таму. Па уште носи пакувана храна, вика, на работа, као и таа перцепција, да се потрудиме и тоа не го суда. А тоа е еднонаслачно. Луѓето кои што се внимаваат на себе и на здравата исхрана, тоа не го прават како што каже Елена Певејата, сигурно се не се шегуваат со тие што јадат пици и бургери од рано Сабајле. Не, секогаш се почитува изборот, само тоа. Се почитува и да се едуцираме. Кога 60 грама овес, кој мој избор, така треба да се почитуваме околу тоа. Не, ама сакав и да се надоврзам и претходно Елена спомна дека не се откажува Атанас, вие Елена не јадете ништо, не може да си дозволите, никогаш сакаме во овој ден да изедам, не знам, примериве бургер. Стои тоа и ние тоа не крие никој дека ние не јадеме, не знам, бургер или нешто било што. Но балансот и начинот на живот. Тоа што се прокламира дека треба да е основа, треба да е основа. Не е тоа многу сложено, ама од друга страна па треба едукација. Многу едукација, цело време едукација, да се зборува кога и да сме мислеле дека истото го зборуваме. Што значи исхраната? Како една клетка ние во телото треба да исхраниме, дека не треба да живееме за да јадеме, дека треба да јадеме за да преживееме и сите тие основи. Меѓутоа факт е дека нели таа базична едуцираност во врска со тоа ја немаме и дека не смееме да се откажеме. Ние не се откажуваме. Кога тоа редовно го зборуваме, колку тоа некогаш да нас не е досадно, не треба сите да го знаат како што јас не се разбирам од економија. На пример, истото ми го кажува сметководителката, секој пат истото. Јас не го Неубава споредба. Не, јас сериозно не, секој пат за истото ја прашувам и се јавам, јас тоа така го разбирам со нашите, не само клиенти, со нашите, со нашата околина, пријатели, и многу е важно не себично да го делиме тоа. Сите тоа што ние го знаеме, тоа што ние ќе го пренесеме на другите,
особено кога станува збор за спорт, рекреација, кога станува збор за правилна исхрана, кога станува збор за сон и изложување на дневна светлина, се едни од важните работи што не смееме да ги забораваме кога доаѓаат овие есенски денови. Зошто? Зашто сето тоа е поврзано со нашиот имунитет. Значи со билдање, на јачење на нашите имуни клетки, за будење на телото и да не го ставиме во оној зимски сон и после да чекаме да дојде пролет и за да се освестиме. Енергија да ја вратиме. Со почит на сите родители, ние немаме школарци уште, помали се децата, знаеме дека септември е тежок месец. Тежок и соврски и финансиски е тежок месец, меѓутоа затоа постои водно, затоа ни постои кеот, не може само негативните работи во градот да ги зборуваме, само на негативното да се фаќаме кога се зависи од нашата перцепција и како ги гледаме работите. Има многу што да правиме, само треба да сме пример заеднички и да сме дисциплинирани. Мотивација немаме секогаш. Не може да имаме таа, ја снеме од ден за ден. Дисциплината е таа што не држи да продолжиме. Би ни дошле повторно заедно, се радам се поминавте. Затоа и така ви пристапивме и како брачни другари, бидејќи ретко ве гледаме заедно во медиумите. Продолжете да бидете пример за луѓето кои што знаат што значи да се вежба, да се има баланс во исхраната, еве да не кажеме здрава исхрана, да се има баланс. Што значи тоа и за нашето здравје, за здравјето на нашите најмили, а ние ќе продолжиме да ве следиме. Ама ви ще еднаш на поканата. Ќе ве викнеме повторно за некој време. Се гледаме повторно на друга тема, имаме многу со вас. Неисцрпно. Благодарим.